Венички малолетникот памет извади цело мало. Речи си да нема ден 14 годишникот да не е причина за проблем или кражба во соседството. 5 минути немаме мира од него. Сега там разбил, утре кај Лилито разбил, други ден кај Трва ми разбил. Абе не смеам да идам на работа да оставиш. На шо тоа личе? Поминат ми по дворот, цркат, викат, цуват. Денеска е малку 20 пати да се помини да се расправаш со нив. Таткото стане на сабајлето, тепа ги сите поред, после они тепат тука по другите и краднат помалото. Па се тоа држава, нема ли тука држава да преземе нешто? Поради ова, околу 40 жители кои живеат непосредно околу градската црква и дење и ноќе се под клуч. Па плашиш се, ако нема се плашиш, ја не сме да излегне од вратата. Треба да седиш дома да чуваш куќата. Може ти да излезеш надвор некаде диеш, ја не смеја никаде дие. Дека ќе? За кратко, малолетникот деликвент бил згрижен од Центарот за социјални работи, но повторно е вратен на родителите. Социјалното стави еднаш кога социјалното ги извадила. Ги извадила само да зима пензија од децата да има пари да живее. Од децата да се сити, да не работи. За проблемот на Виничани е известена и полицијата и социјалните работници, но досега крај на самоволието не ставил никој. Од полицијата информираат дека тие ги презеле сите мерки кои се во нивна надлежност, но за малолетничка деликвенција мора да се постапува преку центарот. Од друга страна, од центарот информираат дека секоја недела вршат ненајавени контроли за тоа како родителите се грижат за трите деца. Констатирани се девијантни појави кај нестарото дете и се планира негово згрижување во воспитно-социјален дом, зашто веќе се направени контакти.